еден огромен аплауз за сите овие дечиња кои што ова утро ни го разубавеа со овој прекрасен глас, ангелски глас, затоа што тие се божичниот хор кој што токму така се вика. Јас овде ќе го поканам и нашиот гостин Дарко Јовановски, дел од одборот од овој детски хор. Ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете наши гости утрово. Даре, како си? Добро, благодарам за поканата. Навистина убаво утро, весело утро, особено кога сме обкружени со убави прекрасни дечиња. Овде сме да го промовираме овој хор. Пред да започнем, јас само ќе кажам огромно благодарност до дечињата во хорот, ќе ги кажам сите по име. Значи, поздрав до Олја, Христијан, Дебора, Елиза, Емануел, Доротеја, Давид, Изабела, Теона, Хана, Натаниел, Даниел, Глорија, Калина и Хана. Ни фалат уште неколку дечиња? Ни фалат, некои веќе порасна, не се толку мали. Имаме и нови дечиња тука, Максим и Ивана, така да. Одлично, супер. супер. Се обновува нонстоп. Го имаме ова прекрасно CD кое што ќе го доделиме на двајца гледачи кои што најбрзо ќе се јават во рамките на нашата утринска програма. Ќе го видите телефонот испишан на вашиот екран. Станува збор за прекрасно CD кое што радост носи и во суштини така се вика, радост одекнува од овие ангелски гласчиња на овие прекрасни дечиња. Радост одекнува еден интересен проект замислен како развој на оваа христијанска музика токму во овој период од годината, меѓутоа вие имате многу интересни планови за во иднина. Така е, да. Ова е CD, инаку, хорчето го составивме специјално за да се направи овој проект. Божик на CD, Радост одекнува, беше снимено од 2017 и понатака продолжуваме да го промовираме како проект. Но следно, како што најави, е да го подигнеме малце на повисоко ниво, ќе се зголеми бројот на хорот и активностите на самиот хор. Значи, ќе се кренеме на малце повисоко, по-професионално ниво и ќе почнеме да даваме и концерти. Се надам дека ќе се развие самата дејност на целиот хор. Одлично. Имаме веќе гледач на линија, ќе го вклучиме веднаш за да слушнеме збор 2 за него. Добро утро! Добро утро! Убаво утро ви посакувам, кој ни се јавува? Убаво утро и на вам, Илија, Виолета на телефон. Виолета, вие сте добитничка на ова прекрасно CD, да уживате за време на новогодишните и божичните празници. Ме интересира, дали ви се допадна ова што го видовте од дечињата? Да, воодушевена сум, значи прекрасно е, затоа мислам немам зборови колку сум воодушевена. Да се живи и здрави нашите млади, да растат во мир, во љубов. Ете така, тоа е во суштини пораката нели на самиот празник. Ќе можете да го подигнете ова CD во рамките на утринската програма на пријавница до 13 часот денес. Уште еден гледач можеме да го вклучиме во програма, од режија ќе ми дадат знак кога ќе го имаме, се разбира. Оно што сакам да ве прашам е што споменавте дека сакате малку да го подигнете професионализмот, можеби да кажеме на ова детско хорче. Дали имате замисла тие да заменат можеби надвор од Македонија, да ја представуваат Македонија на некои од оние познати детски хорови широм Европа и светот? Се надевам дека тоа ќе се случува. Прво да ќе објавиме сигурно аудиции за да ни се приклучат и други деца. И благодарам за остапениот простор за да може да го кажеме јавно пред сите. И така, кај ќе не води Господ, таму ќе одиме. Мислам дека ќе се отворат повеќе. Да го представиме и CD-то, само значи имаме одлични numери кои што во суштина се авторски. Ќе може да кажеме дел од изведувачите. Изведувачите веќе ги имаме во студио, мислам на композиторите и аранжерите. Значи беше снимено кај Гиновски студио со Андријана Јаневска и незиниот сопруг. Имаме, она е еден од авторите, имаме и други автори, како Тања Станковиќ, како јас сум еден од авторите. И нели самата тематика е божикна музика, односно посветена за раѓањето на нашиот Господ Исус Христос. И секогаш е убаво кога дечиња го презентираат тоа, ја презентираат нели радосната вест за спасение на целото човештво. Така. Имаме уште еден гледач кој што не се јавува од градот на Гемиџиите. Добро утро, Велес. Добро утро. Убав ден до вас. Може ли да ми кажете како се викате? Да, Јасмина. Јасмина, драго ми е, вие сте добитничка на ова прекрасно CD, да го слушате за време се разбира на празниците, па и понатаму зошто да не, ке можете ли, ако не вие, барем некој да пратите денес, да го подигне ова CD, се разбира и да уживате во оваа музика? Да, нема да биде проблем.
Ви се допадна многу ви ли дечињата благодарам. како пеат? Дали се слушаме? Добро, се исклучи гледачката. Да, мене ми се допадна на вистина колку е лесно или тешко да се работи со деца, барем кога станува збор за една вака хор. Не се малку, денес 11, фалат уште 4-5. Да. Па, не знам, мислам дека со добра организација и добар пристап кон самите деца, и они може да го почувствуваат тоа. Децата се многу искрени, многу отворени, даваат искрена љубов. Мислам дека такво нешто кога ќе им се возврати, многу добро го чувствуваат тоа и знаат полесно да соработуваат. Да, кога зборував со вас пред да почнеме со разговорот, спомнам нешто интересно кое што можеби ќе ви даде идеја за воиднина. Прашањето до мене е за Визија Феста. Вие сте еден од организаторите на тој голем фестивал кој што веќе традиционално 6-та година чинам оваа година. Беше можеби или 7-ма, ќе ме поправите? 7-ма, ето така. Значи, може би ли иднината на Визија Фест да биде токму во овие дечиња, нели вела дека на младите им останува свет. Така што, каква идејата за можеби до година ете да го искористиме ова простор? Веќе дел од нив веќе спомнуваат за тоа, може ли јас да учествувам на Визија Фест? Викам, па мислам дека се додека не стигнете до одредена нели возраст, ама тука се спрема всушност. Гласот се спрема самото дете за самите настапи, јавни настапи, тоа не е мала работа. И мислам дека тоа е најубаво како едно мини школо за тоа како да се настапи понатака кога ќе се порасне, да се научи детето на сцена. Одлично. Ајде прашам некој од дечињата кој сака да ми каже збор два за тоа како го снимавте ова CD. Дали ви текнува можеби како беше лани? Па... Тешко беше, лесно? Убаво беше, лесно. Ви тера ли да повторувате неколку пати една песна или од прва ги пеевте? Па, повеќе пати го пеевме. Повеќе пати. Така. Па и полесно така ќе си го научиш и текстот. Да. Кога ќе те враќаат неколку пати ќе речеш немам проблем више, си го знам текстот. Да. Тешко е ли да се пее Тивка ноќ, тешко е ли да се пее Ангелски глас? Што мислиш ти? Не се баш толку тешки. Многу е лесно за пеење. Многу е лесно. Која од песните на CD-то најмногу ти се допаѓа и најмногу ја сакаш? Мене радост одекнува, но денеска нема да пееме. Ајде можеби наредниот пат, може? Може. Ке пееме една многу убава песничка. Пред крајот сме од разговорот за иднината на хорот зборувавме. Може ли да ни кажеш нешто околу твојата порека до сите гледачи во однос на годината што не очекува? И ајде, како помина за вас 2018? Па, мислам дека беше турбулентна година, ама во секој случај им посакувам многу љубов, радост и овие божикни великденски, великденските ќе бидат понатака, а божикни празници да бидат заедно со семејство. Тогаш ќе дојдеме со уште една песна сигурно. Добро, супер. И така, нека бидат во кругот на семејството, нека се радуваат, бидејќи убава можност за радост е тоа дека кога Христос се објавува на светот и ангелите пеат на небото и ние луѓето да се радуваме бидејќи Божјата слава се објави и веста за спасение на човештвото. Токму така. Веќе дечињата се при крај со трпение, време и за втората песна што ќе слушнеме од CD-то. Втората песна ќе биде Ангели пеат и ајде нека слушнат самите гледачи за што е пораката на самата песна. Дечиња, ви благодарам што ни бевте гости денес во Македонија наутро. Ве оставаме овде со уште една песна и испејте најдобро што може затоа што многу гледачи сега ве гледаат. Ке им мафнеме сега и одиме со Ангели пеат. Ајде.